Во Лигата на ракометните шампиони нашите представници во машка и женска конкуренција, тимот на Вардар, со порази се враќаат од гостувањата кај Брест, Мешков и Мец. Дамите го забележаа вториот пораз по ред, откако во Франција загубија катастрофално со 42-28 во предпоследниот надпревар од фазата по групи. Вардарки сега се на второто место на табелата во групата 1. Вардар во Мец наликуваше на тим кој атакува на титулата во Лигата на шампионите само во почетните 15 минути од надпреварот и предноста од 4-7, а потоа и 5-8. Мец потоа ја стабилизираше својата игра, фати приклучок, а во 25-та минута стигна до водство од 17-13, односно предност 19-16 по првиот дел. Во второто полувреме играта на Вардар целосно се распадна, нападот неорганизиран, најчесто базиран на индивидуални акции, додека одбраната воопшто не постоеше. Ова веројатно ќе го вклучи алармот во Вардар, кој најави атак на титулата, бидејќи како и против будучност, тимот во ниту еден момент не успе да го фати вистинскиот ритам. А на грос со 12 гола го предводеше Мец до победата, додека Андреа Пенезич постигна 10 голови за Вардар. И ракометарите забележаа пораз во Лигата на шампионите. Вардар на коло до крајот од групната фаза не ја потврди првата позиција во групата Б. Вардар беше поразен со 30-26 на гостувањето во Белорусија, кај значително ослабената екипа на Мешков Брест. Последниот надпревар од групната фаза во Лигата на шампионите против моментно последно пласираниот Кристијанштад, Вардар ќе го одигра на 12 март во Скопје. Фудбалерите на Ливерпул го победија Арсенал со 3-1 во дербито од 27-то коло од англиската премиер лига. Ливерпул со победата на Енфилд се искачи на третото место на табелата. Ова беше втора победа за Ливерпул во последните 8 кола, додека за тимот на Арсен Венгер ова е трет пораз во последните 4 кола. Надпреварот го добие епитетот дерби со низ можности за голови на двете страни, а мотивираниот Ливерпул сосема заслужено победи. Домакините победува со 2-0 со головите на Роберто Фирмињо во 9-та и Сади Мане во 40-та минута. Арсенал успеа да намали во 57-та минута со голот на Велбек, а прашањето на победникот го реши Вајналдум во судиското продолжување во 91-та минута по една брза контра. Ливерпул со оваа победа го прескокна Арсенал и сега е трет со 52 бода, колку што има и Манчестер Сити на четвртата позиција, но со послаба гол разлика, додека Арсенал падна на петото место со 50 бодови. АТП објави новата ранглиста на најдобрите тенисери во светот. На врвот ништо ново. Енди Маре само ја зголеми предноста пред Новак Џоковиќ на 2215 поени. Маре минатата недела триумфираше на турнирот во Дубај и со тоа освои 500 поени, додека Џоковиќ е елиминиран уште во третото коло на турнирот во Акапулко, каде освои само 90 поени. Британецот сега има 12.040 поени, додека Џоковиќ е на второто место со 9.825 поени. Следуваат Стен Вавринка, Милош Раонич, Кеј Нишикори, шести е Рафа Надал. Во топ 10 уште се и Марин Чилич, Жовил Фрецонга, Доминик Тием и Роџер Федерер. Во Јадранската кошаркарска АБА лига се играат надпреварите од предпоследното коло од регуларниот дел од сезоната. Партизан се погрижи за опстанок на МЗД Скопје во регионалното надпреварување и следната година. Крка одлично го започна мечот кај Партизан, која доби првата четвртина со 27-21, но потоа работите си дојде на свое место и црно-белите славија на крајот со 94-80. Оваа победа на Партизан значеше опстанок на МЗД Скопје во АБА лигата, иако македонскиот шампион има уште 2 меча до крајот. Денеска металците играат нагости кај Будучност и дома против Морнар. Последното место во АБА лигата носи испаѓање од регуларното надпреварување. Тоа го избегнаа двете македонски екипи Карпош Соколи и МЗД Скопје. Во НБА лигата се одиграа 7 доста неизвестни интересни средби. 4 надпревари беа решени во последните секунди. Вашингтон предводен од Бојан Богдановиќ го победи Орландо со 115-114. Хрватскиот репрезентативец постигна 27 поени, погоди 8 тројки, од кои 2 во последните 66 секунди, со кои го реши победникот. Јута во Сакраменто славеше со 110-109 со поените на французинот Руди Гобер, кој поинтираше на 3 секунди до крајот. Гобер даде 16 поени, 24 скока, а најефикасен кај джезерите беше Родни Худ со 28 поени. Феникс во луда завршница го победи Бостон со 109-106, иако во последните 10 секунди Феникс имаше негатива од 104-109. Јули со тројка во последните секунди го постави конечниот резултат. Глен Робинсон трети со тројка во последната секунда и донесе победа на Индијана во дуелот со Атланта со 97-96. Индијана на помалку од 100 секунди до крајот на мечот имаше 6 поени негатива, но со серија од 7-0 во финишот ја обезбеди победата. На другите средби Њујорк Голден Стейт 105-112, Далас Оклахома 104-89 и Лос Анџелес Лейкерс Њу Орлеанс 97-105. За вечера во НБА лигата предвидени се 12 надпревари.